Илијада, песна 24. Откуп на Хектора. Борбата сврши, та секој кон брзите кораби итал, што се растуриле тога. На вечера думале тие и од преслаткиот сон да се наситат. Ахил пак плачел се спомнувајќи го другарот Мил. Не го фаќал него се смирувачкиот сон, но се вртел тој вамо и тамо за Патрокловата снага и добрата душа жалејќи, а и за се што преживеал со него, маки што патил, пребродувајќи и војни од јунаци и бранови мачни, споменувајќи си Ахил за се тоа, поронал солза. Еднаш на страните свртен, а на плеќи еднаш лежејќи, некогаш на гради пак. Тогаш исправен простум се скитал, та покрај морскиот брег се превртувал. Се дури него огреала зора од морето и од бреговите. Туку тој кога ги впрегнал во колата брзите коњи, Хектора зел да го врзе за опленот, за да го влечка, околу гробот на синот Мајноитев триш тој го свлечкал, потем во чадорот свој си се одмарал, вправот пак него го испружил ничкум, тој и го оставил. Нему Аполон сиот од телото смрад му го зел, жалејќи го машот, ако и мртов да бил, та сајидата златна го покрил целиот труп, за да не му го изгребе него влечкајќи. Овој вака го грубел божествен Хектор беснејќи. Него го жалеле пак блажените бози гледајќи, аргоубиецот Хермес да губие го наговараа. Тогаш на сите други им се свидело, не и на Хера, ниту на бог Посејдаон и на сјајнооката мома, туку ко порано тие го мразеле светиот Илиј, Пријам и народот негов за пакоста на Александар, што на богињите им сторил ког овие в дворот му дошле, предпочитајќи ја таа, што страст му отворила страшна. Но кога потоа пак 12-тата зора се роди, на безсмртниците тогаш им прозборил Фојб Аполон. Свирепи сте вие бози и пакосни. Никогаш зарем Хектор не ви спалил бутој од одбрани карави и кози, што не го одбранивте него од бојното поле ни мртов, за да неговата жена и мајка му и синот го видат, како и татко му Пријам и народот, што ќе го спалел бргу на кладата него и оддадел последна почест. Но му помогнавте радо на грозниот Ахил, о Богој што ниту праведна памет ни дух во своите гради нема попуслив тој, но салдивости знае как Арслан, што попуштајќи на смелиот дух и на силната снага, оди на овците тој, да на смртните гозбе им грамне. Така и милост Ахил изгубил, ниту пак има срам, што кај луѓето можете им користи и можете им штети. Од тие може би некој и поблизок доништи готов, или е еднороден брат, или пак и синот свој роден, туку ќе заплаче тој и ќе престане оплакувајќи, зашто на речниците срце на луѓето јако им дале. Тој на божествен Хектор, што милиот век му го одзел, зад кола врзал и влечал крај гробот на милиот другар. За него почесно ништо ни повредно немало од ова. За да не му се налјутиме зар при се што е вреден, зашто ја навредува веќе и глуата земја беснејќи. А белолактата Хера насрдена нему му рекла: нека да биде и овој твој збор сребренолаќи добар, ако за Ахил и Хектор одредите еднаква почест. Хектор е смртен и него го доела обична жена. Ахила богиња пак си го родила, што сум ја сама расла и гледала јас и за сопруга дала пелеју еднаш, а тој на безсмртните богови мил им бил мошне. Сите сте богови биле на свадбата, ти си не гостел, вече неверниче среднив со Форминга, другар на злото. Облакоберецот Зевс пак ја прозборил одговарајќи: немој ти сосема Херо на бозите да им се срдиш, зашто не ќе биде иста ни почеста, туку и Хектор најмил им бил на богоите од смртните што се во Илиј, како и мене, штом ништо не пропуштил в скапите дарои. Никогаш олтарот мој не бил оставен лишен од гозба, нито од жртви и кадеж, зашто почести добивме ние. Туку да кренеме раце од кражбата, ништо од тоа, зашто не можеш с клишем од Ахил да украдеш трупот на Хектор, зашто е присутна везден и мајка му, ноќе и дење. Но да ја домене некој од бозите те ти да викне, за да и речам ја збор еден паметен, како да Ахил дарови прими од Пријам и да го ослободи Хектор.
Рече, а Ирида стана ветронога за да ја јави, помеѓу островот Сам и пенливиот Имбро летејќи, рипна во Црното море, зашумела водата веднаш. Таја личејќи на топка од олово, в дното се нурна, што се преместила врогот од говедо горско и пошла на месојадните риби, носејќи им пакост и пропаст. В пештерата Тида пак си ја пронашла. Околу неа приморски божици други си седеле. Таја пак среднив смртта ја плаче на синот безпрекорен, зашто му било судено втроја да умре од земјата родна му краја. Приближувајќи се пак брзоногата Ирида рекла: Тетида остани, те вика зар Зевс што совети знае. Туку и одврати в час среброногата богиња нејзе. Што ли великиот Бог ми заповеда? Зашто се плашам да со богоите се мешам, зар безбројни бољки ме мачат. Отидов јас, и не ќе биде попусто што и да каже. Вака велејќи пресветата богиња велот го зела модар, што од него нигде не се вишла потемна руба. Тргнала таја, а напред ветронога Ирида брза водела. Околу нив се тргала морската далга. Кога се качиле на брег, кон небото брзале двете. Синот громогласен Кронов го најдоа, другите сите бесмртни блажени бози си седеле околу него. Таја си седна крај отецот Зевс, а Атена се тргна. Хера во раката крондири ставила, прекрасен, златен, уполтувајќи со зборои, а Тетида го испи и врати. Отецот пак на богоите и луѓето прозборил тога. Жална бидејќи на Олимп, о богињо Тетида дојде, со неприкриена тага во срцето. И самиот гледам. Туку и пак ќе ти речам, заошто те викнав јас вамо. Еве 9 дена веќе безсмртните како се караат околу мртовецот Хектор и за градобиецот Ахил. Аргоубиецот Хермес да го украде го наговараа. Ова слава пак јас не му ја препуштам радо на Ахил, па за потомството честа и милоста твоја пазејќи. Туку до војската појди и в час му на синат јави. Речи му дека му вријат боговите, јас пак пред сите, дека се најмногу срдам, што тој со разбеснето срце покрај корабите вити не го пушта Хектор и држи, за да се од мене штрекне, та да го ослободи Хектор. А на пресрчниот пријам јас Ирида ќе му ја пратам, да до корабите појде на хајците да откупи сина, дарови Ахил носејќи, за негово срце да смири. Вака ја рекол, та почу сребронога божица Тетис. Слезе со брзина долу низ оние олимписки врхои. Таја до чадорот стигна на сина си, него го нашла каде што плаче и стенка. Другари му околу него мили се труделе вредни и наедно го отвеле ручек. Оние в чадорот овен си заклале волнест и голем. До него сосема близу си седнала честната мајка. Си го погалила него со раката и си му рекла: Чедоле мое, до кога ќе тагуваш оплакувајќи? Срце ќе си зедеш своја и не спомнувајќи за храна, ниту за постелја ти. Но со љубена жена е добро ти да си легнеш, зашт куст ти е животот. Скоро зар тебе ти се приближува крајот и силната судбина смртна. Туку разбери ме бргу, јас гласничка сум те од Зевса. Вика тој дека ти вријат боговите. Зевс пак пред сите дека се најмногу срди, што ти со разбеснето срце покрај корабите вити не го пушти Хектор и држиш. Туку слободи го веќе мртовецот, прими му откуп. А брзоногиот Ахил и прозборил одговарајќи: Нека е така. Нека откуп ми ја донесе и однесе трупот, ако олимпиецот веќе заповеда в срцето радо. Вака на собирот зар кај корабите мајка и синот премногу еден со друг си кажувале прикрилатни зборои. Синот на Крона ја испратил Ирида веднаш до Илии. Отиди Иридо брза, напушти го олимпиското седло, за да му јавиш во Илии на срчниот пријам, да појде тој до Ахајските броди, да го откупи милиот син свој и да му однесе дарови на Ахила и срце му смири сам. Да од тројците друг никој не отиде со него. Гласник пак некој да постар го придружи, што ќе ги вози красноколцовата кола и маските, за да го врати мртвиот син, што го убил божескиот Ахил во градот. Тој ни на смрт, ни на страф нека не мисли в срцето свое,
Аргоубиецот Бог му го даваме придружник вреден што ќе го води, дур него не го одведе близу до Ахил. Штом ќе го доведе пак до чадорот Ахилов внатре, нема да го убие овој, но и другите зар ќе ги спречи. Зашто тој не е ни луд, ниту несмислен, па ниту грешник, туку внимателно сосем ќе поштеди молител секој. Рече, а Ерида станове тронога за да му јави. Стигна до домот на Пријам и затече викот и пискот. Децата околу татка заседнати внатре во дворот, а алишта топат со солзи. А стариот седнат сред сите стуткан во гуната сиот, та главата цела и вратот на окаениот старец во гној и во ѓубре му биле, што тркаљајќи се во нив се на глава тој си ги фрљал. А низодаите плачат неговите ќерки и снаи, споменувајќи си Везден за многуте јунаци вредни, што од аргејските раци убиени без душа лежат. Застанувајќи крај Пријам, гласничката Зевсова рече, полека изговарајќи, а страв него го обзеде сиот. Пријаме Дарданов, биди ми смел и не плаши се ништо. Зашто не сум дошла вамо да не среќа тебе ти јавам, туку мислејќи ти добро. Јас гласничка сум ти од Зевса што се, иако си од скраја, тој и за тебе грижи и жали. Зевс ти заповедал тебе да го откупиш дивниот Хектор и да му однесеш дарој на Ахила и срце му смириш сам. Да од тројците друг не отиде со тебе никој. Гласник пак некој да постар те придружи, што ќе ги вози красноколцовата кола и маските, за да го врати в град задинатиот син, што го убил божескиот Ахил. Ти ни на смрт, ни на страв да не помислиш в срцето свое, аргоубиецот зар ќе те придружи, придружник вреден, што ќе те води, дур да не се доведе тебе до Ахил. Штом ќе те доведе пак до чадорот Ахилов внатре, нема да те убие овој, но и другите тој ќе ги спречи, зашто тој не е ни луд, ниту несмислен, па ниту грешник, туку внимателно сосем ќе поштеди молител секој. Вака велејќи, се врати брзонога Ирида веднаш. Тој на синовите пак им заповедил да му ја стокмат красноколцовата кола и маските, в неа и ковчег. Самиот потем си слегол в мирисната одаја долу, висока, сета во кедар, што бликала в бисери многу. Та си ја викнал Хекаба, сопругата своја, и рекол: Несреќна жено, од Олимп ми гласничка дошла од Зевса, да до корабите појдам, на хајците, да откупам сина, дарови на Ахил носејќи, за негово срце да смирам. Туку ај кажи ми ти, што ти се чини тебе за ова? Зашто и мене ми вика и срцето страшно и умот, тамо на кораби додам сред ширниот Ахајски собор. Вака е рекол, а жената писнала зборувајќи: О, леле мене, кај сега ти отиде умот што напред тебе те прославил тој меѓу тугите луѓе и твоите? Како ти сам до Ахајските кораби сакаш да одиш на очи право пред мажот, што мнозина синови вредни тебе ти погубил тој, а ти железно срце си имал. Зашто ако тебе те фати и догледа с очите свој, и триов маж и свиреп, не ќе ти се смилува тебе, нити ќе те почести нешто. Да плачеме одделно сега, дома седејќи си ние. А силната орисница нему судба му испрела зла, кога јас сум го родило него. Брзи да насити пси с краја од родителите свој крај немилосрден маж, што би сакала среде од дробот јас да му кинам и јадам, та тој ќе ми отплател тога скапо за син ми што го убил. Но некако страшливец некој, туку ко бранител храбар пред своите тројци и тројки паднал, ни страв познавајќи, ни бегање в памет имајќи. Не се и прозборил пак боголикиот господар Пријам. Не задржувај сега штом намислив да идам, и немој лош да си нишан во домов, зашто не ќе ме увериш мене. Зар ако некој ми наредил друг од земните луѓе или од жреци и врачи, свештеници, темјанокатци, ќе ми се чинела лага и повеќе ќе сум се пазел. Сега пак самиот чув од Бог и го видов со очи, одам и зборов не ќе биде пуст. Ак ми пише пак мене да крај корабите умрам на хајците панзироносци, согласен сум, и в час нека ме убие, ме наачил само да синот го гушнам и сит му се наплачам еднаш. Рече и поклопти красниот ковчез и отворил овој.
Потоа извадил Приам 12 прекрасни ризи, платна 12 прости и ќебињи извадил толку и покрови бели, и кошули убави толку. Потоа извадил злато тој сенасе таленти 10, па и триножника 2, сјајни обата, 4 котли. Изнел и прекрасен крондир, тракијците што му го дале, кога им пратеник дошол, дар преголем. Сега ни него не сакал старецот в куќи да го остави. Премногу пекал тој да си го откупи милиот син. Овој тројците сите надвор од домот ги терал со зборови грди карајќи. Прекори бесрамни, а истребете се. Зарем и вие немате домови жалост, штом дојдовте кај мене стажби? Дали за презир што синот на Крон кон мене болјки ми задал, највреден син ми губејќи? Ќе знаете скоро и вие. Зашто ахајците вас ќе ве уништат полесно сега, кога е тој веќе мртов. Но пред да со моите очи градот го догледам јас, кај го земаат и го уриваат, верувам дека ќе бидам во вечната куќа на Аид. Рече, терајќи го полкот со стап, а тие си бегаа како ги старецот бркал. Па тој на синоите им викнал, прекорувајќи ги Хелен, Агатона Дивен и Парис, уште и Памон, Антифон и Полит, славниот јунак, па и Деифоб, Хипотој и Ди, безпрекорниот борец. Стариот наредувајќи на 9 синој им викнал. Брзајте опаќе, чеда, безсрамници. Еј, да сте вие, сите загинале ведно за Хекторов брзите бродои. Најнесреќен јас, што сум највредни синови родил в ширната Троја, од кој не останал, мислам, ни еден, и божествениот Местор, и јуначкиот коњик Троил, сега и Хектор, што бил како бог меѓу смртните маши, не прилегајќи тој дека е син од маш смртен, но богов. Арес ги погубил нив, а укориве сите останаа. Лашци, танчари само, неодлични в играње оро, општински грабачи гадни на младите овци и кози. Зарем не ќе ми ја веќе приготвите колата веднаш и да ми го наместите се, за да тргнеме на пат? Вака им викнал, а тие од гласот исплашени татков, красноколцовата кола со маските надвор ја кренаа, лепа, огулнова сета. Го врзале на неа кошот, потоа пак од клиноите го сметнале јаремот масков, сиот од Шимшир, папчест, со жеглите заглавен добро. Ведно со јаремот ремен деветлактен изнеле надвор, да си го врзале него во иштето резано красно, горе, на првиот крак. Му кладоа алка на клинот, триж од двете страни тие за папокот неа ја врзаа, потем ја стегнаа редум, а јазикот долу го свиткаа. Надвор од кледот носејќи на ќитната кола ги ставаа за Хекторовата глава неизброен откуп да бидат. Тврдокопитните маски ги впрегнале в кола да влечат, што му ги даде на Пријам мисијците, пресветли дарои. Коњите Пријаму пак му ги впрегнале в јарем, што овој сам си ги пазел нив и во ќитните јасли ги растел. Двете ги впрегнале в кола сред оние високи дворци Пријам и гласникот негов, со паметни мисли во умот. До нив пак близу Хекаба со жалозно срце им дошла, вино што духот го крепи во десната рака држејќи во онаа златена чаша, да одлеат пред да си одат. Запре пред коњите таја, па прозбори збор и му рече: Еве, одлеј му на отецот Зевс и завдом да се вратиш од кај душманските луѓе, моли му се, зашто те духот на кај корабите тера, при се што јас тоа го неќам. Туку моли му се после над Зевс црнооблачен Кронов, богот од Ида, што Троја од оздгора цела ја гледа. Гласникот брз пак за доказ барај му го, што му е нему најмил од знаците баш и најголема сила што има, десен, да самиот ти си го догледаш уверен в него. Ти идеш до лаѓите ти на данајците, коњици брзи. Ако пак грмникот Зевс не ти даде гласникот добар, не би те пуштила јас тебе потоа наговарајќи, до корабите појдеш на рѓејците, мошне пекајќи. А боголикиот Пријам и прозборил одговарајќи: Жено, ќе послушам јас што ти ми нарачуваш мене, зашто е добро да Зевса го помолиш, за да се смили. Рече и стариот в час на домашната слуѓинка викнал, бистра да вода му тури на рацете. В часот му дошла, леѓани во него ѓум слуѓинката в раце држејќи. Пријам се измил и примил од својата сопруга Крондир.
После сред плотот стоејќи се помолил, вино одлевајќи, на небо погледнувајќи му прозборил збор и му рекол: Оче мој Зевсе, одида Господару, славен и велик, дај да до чадорот дојдам од Ахила милостив смирен. Гласникот брз за доказ прати ми го, што ти е тебе најмил од знаците баш и најголема сила што има, десен, да јас самиот си го догледам уверен в него, ќе идам до лагите јас на данајците, коњици брзи. Вака молејќи се рекол, а мудриот Зевс си го почул. Веднаш тој испратил орел, несигурна птица од сите, темно крил ловец, што картал го викаат другите него. Колку е вратата зар од високата одаја мощна од некој богатник маж, заклучена добро и стројна, толку и крилјата му се расширени. Тој им се видел на десно дека над градот им пролетал. Тие гледајќи сетиле радост, на сите им срцето весело стана. Стариот цар пак брзејќи на својата кола се качил. Ги истерал коњите надвор од шумниот дворец и тремот. Колата четворна пак си ја влечеле маските напред, што си управувал со нив и дај досетливи од тога. Коњите трчале назад, што стариот скамшик ги терал, бргу возејќи низ градот. Пријатели следеле полно жалосно сите тажејќи, ков смрт да се упатил Приам. Оние пак што од градот си слегоа, стигнаа в поле, друзите пак назад и си се вратиле дома во Или, децата зар изетојте. А грмникот Зевски видел кога се јавиле в поле, да в час му се смилил на Приам, па му проговорил веднаш на милиот син, на Хермес. Хермесе, тебе ти било во срцето најмногу мило со оној ти маж да се здружиш и послушаш кого што сакаш. Ај до корабите вити на хајците појди и Приам води го така што никој да не види, ниту да сети мажот да најците друг пред да стигнете вие до Ахил. Вака му рекол, да почул пребрзиот аргоубиец, потоа веднаш си обул на нозете чудесни чели, безсмртни златни, што лесно и по вода него го носат и по безкрајната земја со оние ветерни здивои. Прачката потем ја зел што ги успива луѓето с неа, кого што сака, а со неа тој и од сонот ги крева. Со неа враце си летел пресилниот аргоубиец. Потоа веднаш во Троја си пристигнал и до Хелеспонт отишол тој прилегајќи на царско, но прекрасно момче во најубавата возраст, штом првата брада му расте. Кога ја минале тие и ловата могила велја, маските и коњите тука ги запреле за да ги врека напојат нив, оти мракот на земјата веќе се спуштил. А кога гласникот него го одблизу видел, го познал Хермеса, потем на Приам му прозборил тој и му рекол: Припази, Дарданов сине, внимателност сега ни треба. Гледам јас маж што за частје не растине, се ми се чини, но да побегнеме ние со колјата или да му веќе колења гушнеме нему и молиме да ни се смили. Вака му рекол. А Приам се уплашил страшно и смајал, влакната му се наежиле в час по целата снага, застанал вџашен, а Хермес брзатиот близу му дошол, рака од старецот зел и го распрашал проговарајќи. Каде ти колата, татко, и маските вака ги тераш незамросискава ноќ, кога другите смртни си спијат? Зарем не се плашиш ти од хајцине, полни со пизма, што непријателски тебе и душмански близу ти дошле? Некој ако од нив те види низ оваа брза ноќ црна, богатство толку кај возиш, што би било со тебе тога? Ниту си самиот млад, а за придружник старец си имаш, мажот да го истера тој, кога прв ќе го нападне некој. Туку јас никакво зло не ќе ти сторам, но и од други ќе ми те одбранам тебе, на пријател татков ми личиш. Нему му одвратил пак боголикиот старец, цар Приам. Ова е, може би, така пријателе како што велиш. Туку од бозите некој и над мене испоржил рака, оној ми испратил мене да пресретнам ваков патник. Батлија, како што си ми ти мил и постава и лика, бистари твојот е ум, од родители среќна си рожба. Нему му прозборил повтор пребрзиот аргубиец. Вистина се ова старче поправина ти си го рекол, туку ај речи ми сега и вистина кажи ми цела. Дали ти некаде праќаш изобилна стока и вредна до оние туѓинци мажи,
За седа ти остане цело или пак сите го веќе напуштате тврдиот или само од страв? Зашто мажот на е одличен загинал веќе, син ти, што не бил во бој, ода хајците послат во ништо. А боголикиот Приам му одвратил стариот сетне. Кој ли си сретниче ти и кои родители твои, што ми ја спомнати точно од сина ми несреќен смртта? Нему му одврати пак пребрзиот аргоубиец. Ти ме искушуваш, старче, за дивниот Хектор, прашајќи. Повеќе пати јас него во битките славни за маживе, со очите мои го видов, арѓејците како ги втерал в кораби сам убивајќи и сострата бронза колејќи. Ние застоени пак му се чудевме за дека Ахил не пуштал битка да бијат, вриејќи му на Агамемнон. Заре јас слуга сум негов, а брод еден строен не довел. Од мирмидонците јас сум, а татко ми мој е Поликтор. Богат е тој, но е стар, како ти што си овдека сега. Синови тој има 6, а пак јас сум у 7-миот овде. Сони ми издрепка фријајќи ми паднало вамо да дојдам. Сега од коработ стигнав во полето и од зори личните ахајци бојќе започнат околу градот. Зашто негодуваат пак што безделничат. Не можат заради нив што се желни за бој да ахајските крали ги спречат. А боголикиот Приам му одвратил стариот сетне. Ако си ти веќе слуга на Ахила, синот Пелеев, ај раскажи ми ја сега ти целата вистина мене. Дали кај корабите уште е синот мој или пак него Ахил го парчосал веќе и дал на своите кучки? Но му одговорил нему пребрзиот аргубиец. Старче, не ги изеле веќе ни пците него, ни псите. Туку, тој уште си лежи крај витиот кораб на Ахил, везден во чадорот негов. 12-та веќе е зора како е спружен. Ни трупот му сгнил, нито црви го јадат, што ги зедуваат тие паднатите мажи во бојот. Вистина, оној го влечкан е погребен околу гробот на најсаканиот другар, дур зората дивна не пукне, без да го нагроби него, и ти би се чудел гледајќи, како е свеж кај што лежи, наоколу испрана крвта. Ниту е извалкан негде, а раните затнати сите кај што бил удрен, зарв него го вовреле мнозина мечот. Вака блажените бози за вредниот син ти се грижат макар што е мртов тој, зашто од се срце тие го сакаа. Вака му рекол, а старецот уполтен одвратил дума. Вистина, чедо, е добро и достојни дарој да даваш ти на безсмртните бози, и син ме зар, ако сум го имал, никогаш в куќи не ги изумил бозите што Олимп го држат. Затоа си го споменале зар и во часот на смртта. Туку ај примија сега ти од мене краснава чаша, за да го заштитиш ти, па испрати ме пак со богоите, за да го чадорот пристигнам јас на синот Пелеев. Тога му прозборил пак брзатиот аргубиец. Ти ме искушуваш, старче, зашт помлад сум, наговарајќи дарој да примам без Ахил да разбере. Туку јас не ќам. Од него треперам јас и во срцето свое се срамам, нешто да земам, да подоцна зло не ме некое снајде. Ако ко придружник твој и во славниот арк би те следел тебе во брзиот кораб внимателно или пак пеши, не би те нападнал никој ни твојот го придружник презрел. Рече и наједнаш збодна брзатиот коњи и кола брзо со камшикот свој, ја догребил уздата в раце, потем на коњите тој и на мастите срчности вдушил. А кога стигнале веќе до бродските кули и ровот, што туку зеле да готват чуварите вечера веќе, брзиот аргубиец на сите му им го испраќал сонот, отварал порти тргајќи го затворот бргу и вешто. Потем го вовел и Приам и опленот с прескапи дарој. А кога дошле во чадорот пак на синот Пелеев, што мирмидонците еднаш господару си му го крена, чамови дрва сечејќи, а озгора покрив му клале мек, од ливадата трски сечејќи му и горе редејќи. Голем пак дигнале трем за господарот околу него, сиот со безбројни колци. А вратата завотвор ја држал еден од чам, што по тројца го влечеле ахајци него и го отворале тројца големи од завор од влезот, од останатите мажи, а сам си го затворал Ахил. Тога на старецот пак му го отворил триот Хермес, светлите дарој ги внел тој за брзиот синок Пелеев, потем од колата слегол и збор му проспорил нему. Старче,
Јас бесмртен Бог сум, навистина што сум ти дошол. Хермес што отецот мене за твој ме придружник пратил. Туку се враќам на вистина јас и нема на Ахил пред очи да му се јавам. Неприлично заре би било бесмртен Бог да се грижи за смртните вака пред светот. Туку ти влези. Заколења фати го синот Пелев, негово татка му Тив, краснокосата мајка и синот, моли го и заколнувајќи за срцето да му го трогнеш. Така му прозбори Хермес и в час на ширниот Олимп појде, а стариот Приам од колата на земја слезе. Го остави онде и Даја, што останал тој да ги држи своите коњи и маски, а старецот влезе во домот право кај седеше Ахил, миленик од Зевсов. И внатре него го најде, а насе другари му седеле двајца, юнекот Смелав Томедонт и Фиданот Аресов Алким. Простум го служеле него и свршиле вечера веќе, јастие и питје, а софрата ставена уште му била. Без да го овие сетат, великиот Приам им влегол, застанал близу. Со раце за колења Ахил го фатил, грозне му целивал раце, што му биле мнозина синови. Кога греота тешка го фатила мажот, што убил човека в таткова земја и дошол кај туѓински народ, в некоја богатска куќа, а луѓето чудно го гледаат. Така се зачудил Ахил, гледајќи го боголик Приам. Исто и другите така погледнале еден во други. Приам, молејќи го потем, му прозбори збор и му рече: спомни го татка ти сега, боголики Ахиле, ајде, кој што е ваков ко мене пред тешката старост на прагот. Негде и него го мачат неговите соседи блиски, а да го одбрани никој од несреќа нема и беда. Туку слушајќи те дека си жив, тој се радува сепак своето срце и везден се надева да си го види милиот син, што назад ќе пристигне од далечна Троја. Јас сум пак без ризик сосем, иако сум најхрабри синој родил во ширната Троја, не останал мислам ни еден. 50 ги имав јас, кога хајските синови дошле. 19 од нив од утроба една ми биле, а останатите пак ми ги родиле жените в куќи. Бесниот Арес на мнозина нив им го прекратил животот. Овој, што еден ми бил пак за нас да не брани и градот, ти ми го уби пред малу, што таткова земја тој штител, Хектора. За него сега на хајските кораби дојдов. Од тебе сина да земам, носејќи ти неброен откуп. Туку пред Бозите бои се историме, Ахиле, милост, татка си споменувајќи, но јас сум понесреќен уште. Издржав се колку никој на земјава досега други, на синоубиец маж да му целивам ужасна рака. Рече и солзи од изгор за татка му наткрена нему. За рака тогаш го фати и го отстрани старецот нежно. Едниот тогаш се сетил за Хектора юнакоморец, везден плачејќи долу пред нозете на Ахил клечејќи. Овој пак татка си свој и напати го Патрокла плачал тогаш, а нихните плакои го кревале целиот чадор. Кога се наситил пак од плачење дивниот Ахил и кога тагата тихна в неговото срце и тело, веднаш од столот си стана и старецот го од земја крена, глава жалејќи му седа и брадата негова бела. Та му проговори Ахил и прикрилатни зборои му рече: не воли многу, Кутар си издржал својата душа. Како си посмеал сам до ахајските бродови да дојдеш пред мои очи овде на мажот, што многу сум твои добри синови убил и свлекол, ти железно срце си имал. Туку ај седни си веќе на столов ти, а жалбите ние да ги оставивме души при се што сме скрбни да тихнат, за дека никаква полза од тешкото тажење нема. Вака им испреле заре на кутрите луѓе богоите. Живот да живеат жален, а безгрижни тие да бидат. Оти на прагот кај Зев се наоѓаат два ќупадарои. Ведниот зли, а добри во другиот, што овој ги дели. Кому громовникот Зевс ќе му измеша од двата и даде, тој ќе се намери еднаш на зло, а друг пат на добро. Кому ќе даде од злите, за подбивка тој ќе се стори. Неситост лоша да него поздигната земја го тера, дека тој ниту од Бога, па ниту од луѓето ценет. Таков му делиле сјаен боговите дар и Пелеју кога се родел. Та сам се одликувал оној од сите в блага и богатство баш и над мирмидонците царвал.
Божица нему за жена му дадоа, иак бил смртен, туку и нему му делил Бог зло. Да не остане рожба ниедна баш од синој му да владее дома еднаш. Зашто тој еден син родил, но кусовек сосем, што него јас не го гледам в старост, а далеко од родната земја седам во Троја, и тебе, и твоите деца ве скрбам. Еднаш и за тебе, старче, се не слушале дека си богат бил. Колку горе што Лесб, градот Макаров, зафаќа внатре, и неизмерниот зар Хелеспонт и Фригија преку, дека си владеал, старче, со богатство и синови славен. Кога боговите пак ти ја пратиле оваа беда околу градот твој везден, се боеви и човекоморства, стрпи се само и немој во своето срце да ташиш, зашто не постигаш ништо за својега сина жајејќи. Не ќе го постигнеш ти, не ќе го подигнеш, но ќе попаднеш в неволја друга. А боголикиот пријам му одвратил стариот тога. Не задржувај ме веќе хранениче Зевсов да седам. Дури во чадоров лежи непогребен Хектор, но веднаш пушти ме с очи да го видам, а ти пак од купнина прими што ти ја носиме ние и радвај ја. Да би дошол в своја татковинска земја, штом прво ќе оставиш мене сега да останам жив и да сончева светлина гледам. А брзоногиот Ахил го ополи мрачно и рече: старче, не дразни ме повеќе ти, штом самиот сакам Хектора да ти го дадам, од Зевс зарез гласник ми дошла те ти да мајка ми моја, а ќерка на морскиот старец. Туку и за тебе знам и не ќе скриеш пријаме дека Бог некој вамо те довел до брзиве ахајски бродови. Зашто не би можел смртник и млад, ако е мошне, да дојде без да го стражата види, сред војската и потпирот лесно никој од вратата наша не би можел сам да го мрдне. Затоа сега не кревај ми в срце во јадови веќе, за да и самиот тебе не тоставам в чадори, старце, ако и гостин да си, да погазам налогот Зевсов. Така му рекол, а старецот исплашен послуша веднаш. Синот Пелеев па крипна колав од чадорот надвор, туку не отишол сам, но го двајца придружиле слуги. Јунакот смел Автомедонт и Алтим, што си ги Ахил најмногу сакал од сите, по смртта на Патрокло Дивен. Тие ги спратиле тогаш впрегнатите коњи и маски и си го возеле внатре од старецот јасниот гласник. Потем му дале да седне на стол. Од стројната кола неброен откуп земајќи за скапата глава на Хектор. Покрова само два му оставиле и прекрасна риза, за да го завитка мртвиот труп враќајќи го дома. Робинка викна и рече да го искапат и да го измачкаат. Настрана трупот го дигна, за пријам да не види сина, да не вјадосано срце не успее срдба да спречи, сина гледајќи, и кротко Ахилово срце да крене, да не го убие него и погази Зевсова клетва. Кога робинките трупот го измиле, с масло мачкајќи, околу него риза префрлиле и прекрасен покров. Самиот Ахил го дигна и положи на одар трупот. Потем на стројната кола го дигнале другите него. Потоа застенка Ахил и другарот Мил си го спомна. Патрокло, ај не љути ме се ти, ако си ваит, кога ќе разбереш зар дека Хектора Дивен го дадов, јас на неговиот татко, што достоен откуп ми донел. Од него и тебе јас ќе ти одделјам како е право. Рече и назад се врати во чадорот дивниот Ахил, на диван искитен вешто си приседна, а потоа стана од кај спротивниот зид и прија му продума дума. Син ти е нареден веќе кој што си нарачал, старче. Ене го на одар лежи и штом ќе зазори зора ти ќе го видиш и водиш. Тука е да каснеме нешто. Од Иниоба краснокоса баш за ручек се сети што е изгинале неизе 12 чеда во домот, 6 меѓу ними ќерки, а 6 уште синови врсни. Едните од нив Аполон со лакот сребрен ги убил, љутна Ниоба страшно, а Артемида другите стреља, зашто се слагала рамна со мајке лична Летоја, која што родила 2, а Ниоба родила многу. Туку иако сал 2 и ги убиле сите нив неизе, овие лежеле в крви 9 дни и немало никој нив да ги крене, зар камни ги Лјуѓано Кронов син сторил, та во 10-тиот дев ги закопале бозите сами. Макар што пукна плачејќи и таја се сети за храна, сега сред карпите негде да пустине Силипски гори,
кај што кажуваат дека божици не имале легла, нимфине кај што Ахелој сивија торо, онде престорена в камен, од бозите се уште страда. Но да помислиме, ајде на јадење веќе и ние, после и пак синот мил ќе го плакуваш, старче дивен, кога ќе го однесеш вили и да го оплачеш с обилни солзи. Брзиот Ахил му рече, та изрипа и бравот го закла бел, а другари му в час го суредија добро и одраа. Вешто го испекоа потем и провнаја после на ражни, та го испекоа тие изготвија убаво сето. Леб Автомедон им ставил на трпеза, добро делејќи од кошничињата красни, а месото Ахил го делел. Тие подавале раце на готово ставено јастие. Од кога оние пак задоволиле гладост и жедост, Приам од Дардана, синот со Ахила, тога се чудел колкав и каков бил тој, ко бозите ист му се видел. А пак и Ахил се чудел со Приама, синот од Дардан, добро му лице гледајќи и негови зборови слушајќи. Од кога пак се нагледале они еден со други, стариот Приам прв, боголикиот, на Ахил му рекол: сега, хранениче Зевсов, што побрго пуштиме да легнам, да се наситиме ние веќе во сладкиот сон спиејќи. Зашто не сум преклопил очи под мојве клепала уште од кога синот ми душа под твоите испуштил раце, туку воздивнувам везден и безбројни болки ме печат, кога во дворон се ваljкам сред сламата долу во калта. Сега се најадов веќе и леп и црвено вино турив во грлово мое, што порано не бев јал ништо. Рече. На слуѓите пак и слуѓинките Ахил им викна да му ја постават под трем постелјата, покривки красни порфирни пак да му дадат и губери врзнив да прострет и да му накладат сгоре и веленца руди преку нив. Тие излегоа надвор држејќи си бори на врака. Веднаш им послале потем 2 постели брзо служејќи, а брзоногиот Ахил му прозборил насмеја тога: надвор ти легни си, старче, да не од ахајците некој советник ваму ми дојде, што со мене овде седејќи како што прилега, тие во совети се советуваат. Некојак од нив те види низ оваа црна ноќ брза, веднаш ќе подкаже тој на Агамемнон, на општиот водач, да предавањето може на телото тој да го спречи. Туку ај кажи ми мене и речи ми вистина цела. Колку си намислил дни да дивниот Хектор го честиш, за да отпочинам јас и да задржам до тога војска? А боголикиот Приам му одврати стариот тога: ако веќе милуваш погреб на дивниот Хектор да честиш, вака чинејќи ти би ми направил, Ахиле, милост. Знаеш, затворени ние сме в град и оддалеку дрва носиме дури од Ридон, да тројците мошне се плашат. 9 сакаме дни да го тажиме по дома него, а на 10-тиот закоп да сториме и задушна гозба. В 11-тиот пак ќе му кренеме могила нему, а в 12-тиот бој ќе продолжиме, ако е нужно. Тогаш изговори пак недостижниот божествен Ахил: пријаме, стари, и ова по твојата волја ќе биде. Војна ќе задржам јас колку ти што си нарачал време. Вака проговори тој и за десната рака над зглобот тогаш го старецот фати да не му се исплаши срце. Сетне си легнале тие в предворието од домот надвор, Приам и гласникот негов заглобени в паметни мисли. Ахил пак спиеше внатре во стројниот чадор при дното. Крај него пак Брисеида си легнала лична и мила. Другите богови пак и оклопните коњици сите спиеле целата ноќ од сон совладан и сладок. Туку не го фаќал никако сон брзогласниот Хермес, што се во душата думал за како да Приама цара врати од кораби дома, од силните стражари скришен. Врзглава нему му дошол и збор му прозборил тивко: зарем на зло никак, старче, ти не мислиш кога уште спиеш сред непријателски маши, иако те оставил Ахил? Сега и милион син си го откупил со откуп богат. Тебе зар жив ак те фатат и 3 толков откуп ќе дадат чедата твои, што назад ќе останат. Само да знае тој Агамемнон, Атреев и ахајците разберат сите. Рече да се исплаши старец и својот го разбуди гласник. Хермес пак коњите тогаш и маските ним им ги прегнал бргу сред војската, тој без да дошика никој ги збоднал. Но кога дошле кај бродот на убавострујната река,
на вироситиот Ксант, што безсмртниот Зевс си го родил, Хермес ти отишол тога кон вишниот Олимп с краја. Зора со шафранов превес на целата земја се разви. Овде со писко и плако и ги терале коњите в конград, маските мртовца пак пренесувале. Нив не ги никој разбрал сред мажине друг ни од краснопојасните жени преди Касандра, што мощне златна Афродита си личи. Таја се качи на Пергам и догледа мили си татко, како на колења стои согласникот, градскиот викач. Брата си кога го виде на мастине водар кај лежи, писна тогаш и силно на из целиот град се викна. Тројци, излезете, еј да го видите Хектор. А сте го се израдувале еднаш од бој кога жив се враќал, зашто бил голема радост за целиот народ и градов. Што туку рекла, а никој не останал онде во градон, жена ни маж, зашто сите неутешна жалост ги свила. Близу до портите дошле мртовецот каде што минал. Најпрво милата љуба и над него господја мајка скокнала коси кинејќи во колата с красни колца. За глава него го зеле. Наоколу народот плачал. И веќе целиот ден ќе го тажеле Хектора тие, се дурне зајдело сонце пред портите солзи ронејќи, да не му стариот пријам на народот од кола викнел. Еј, направете ми пат да со маски ве минам, да сетне ќе си заплачете сите што в дом ќе го однесам него. Што туку рече? Се тргнале оние и колата мина. Кога го внесоа тие во славниот дом, тога него на изрезбаниот трон го положија, певците покрај, тажалки жални да почнат, ти кладоа, а потоа песна претажна ределе тие, а жените тажеле по нив. Тога среднив Андромаха Белолакта почна да реди врацете глава држејќи од Хектора јунакоморец. Млад си го загубил векот, о мажу мој, вдовица мене ме оставаш в куќи со дете во лудечка возраст се уште, што сме го родиле ние несреќници. Не мислам дека младост ќе достигне тој, зар ќе пропадне градов наш прво до темел, кога ми загина ти, надгледувачот негов, што си го бранел и штител и лудечки деца и жени, што ќе ги одведат нив во изглабените кораби бргу. А меѓу ними и мене, но ти чедо, или ќе појдеш со мене, каде што дела недостојни баш ќе вршиш, мачен од господар свиреп, или ахаец некој ќе фати за рака и ќе те фрли од кулана в претажна пропаст, насрден, зардека Хектор му отепал некогаш брата, или пак татка или сина, што паднале ахајци многу од Хекторовите раце и каснале земја со заби. Оти во љутана борба милосрден татко ти не бил, затоа народот плаче низ градот наш. Жаль ти и тага на родителите сега им донесе безмерна страшна. Хекторе, најмногу мене си мо оставил маќи и болки, зашто не си ми подал рацена в постелја в мир умирајќи, ниту си прозборил паметен збор, за да по него вечно ми те споменувам тебе, плачејќи те дење и ноќе. Вака си рече тажејќи, а жените по неа липаа. Среднив пак тога Хекаба започнала тажајка долга. Хекторе, најмили сине на моево срце од сите, додека жив си ми бил, од боговине љубен ми беше, за тебе бригнеа тие и в самата судбина смртна. Зашт брзоногиот Ахил од другите синови мои, кои што фатил и продал од онаде шумното море в Сам, и на Имбро и Лемно, што завиткан в чадој везден. Тебе пак, од кога душа со острата бронза ти зеде, долго тој околу гробот на милиот другар те влечел Патрокло, што си му го убил, но пак не го дигнал од гроб. Сега ти свеж како роса и пресен мене ми лежиш в дом прилегајќи на мажа, што сребренолатиот негов вој Аполон го убил со своите стрели од близу. Вака плачејќи му рекла и жаль незадржлива крена. По нив пак Елена трета заредила тажелка тога. Хекторе, девере најмил на срце во мојот сите, сопруг на вистина мој боголикиот е Александар, втроја што мене ме довел. Камо да загинев напред, зашто ми е оваа веќе 20-та година сега откако појдов од онде и оставив родна си земја, од тебе лош или навредлив збор јас не чув ни еднаш. Туку и друг, дури некој во куќата кога ме карал или од девери, золви или јатрви в прекрасен превес, свекрва или пак свекор, што везде некрото како татко,
Ке си го задржал ти се со совети советувајќи и со питомоста своја и кротките зборови благи. Клета, јас тебе те плачам со скршено срце и себе, зашто јас повеќе немам друг ни еден вшир на Троја склон, ниту пријател добар, зар од мене сите бегаат. Вака му рекла плачејќи, а народот неброен липал. Тогаш им продумал дума на мажите стариот Приам. Тројанци, сега во градов довлечете дрва. Во духот без страфот заседа скришна на хајците, задека Ахил, кога од црните бродови ми испраќал, мене ми ветил дека не ќе прави зло пред 12-та зора да дојде. Така им рече. А тие во колине волои и маски впрегнале, потоа бргу се собрале сите во градот. Овие 9 дни довлекувале грамада дрва, а кога 10-та зора, што го огрева ден светот си дошла, тогаш и храбриот Хектор го изнесле солзироне и го положиле трупот на клада и потклале огон. А кога светна зора раднобудна с розови прсти, народот прво крај огнот на славниот Хектор се собра. Па кога овие онде се собрале заедно сите, прво го гаснеле огнот со виното црвено сиот, се дури пламенот сила си имаше. А браќата Сетни и пријателите блиски ги береле коските бели, жално жалејќи и крупни низ образи солзи ронејќи. Овие потем ги зеле и в кутија златна ги клале, потем со превези меќи ги покриле порфирни преку, потоа в празен гроб ги положиле, а над него згора камења големи многу нафрлиле могила цела. Бргу му ставиле спомен, а околу се биле стражи пред време за да не ударат ахајците објалоносци. Од кога ставиле спомен се вратиле назад, а сетне се изнасобрале сите и пречесна задушна го збаручеле в домот на Приам, на царот им храненик Зевсов. Така го стокмиле гробот на коњокротецот Хектор.